И како што ви ветивме, караванот на Джентлмен магазин тргна во потрага по джентлмени низ Македонија. Се наоѓаме во бисерот на Европа, балканскиот Ерусалим, безвременскиот Охрид. И да не должам многу, тука има многу джентлмени, но ние ќе снимаме с еден од најеминентните и еден од најдобрите музичари тука, па и пошироко. Но како што гледам, изгледа не е толку джентлмен затоа што малку касни. Најверојатно човекот доаѓа пешки. Ајде ќе го почекам. Кај си бе, Жаре? Пешки никако во Охрид, само со кајче. Затоа и ти малку ми касниш фактички. Меѓутоа во нашето се джентлменско кајче и да те поканам да ми видиш гости, да си уживаме, ако можеш. Баш ми е мило, Владче. Како ме исплаши да ти кажам, право. Дали си ми добар? Одлично. Баш ми е. Добре те најдов. И како што најавив, како што кажав, еве веќе и ме пречекаа, ќе направам уште едно на здравие со мојот гостин, а тоа е Владимир Четкар. На здравие и добро дојде. Добре те најдов, како што напомена, джентлменско кајче. Значи, знам дека си космополит, Четкар во Њујорк, Четкар во Париз, Четкар во Лондон, Четкар секаде, но Четкар во Охрид, тоа ме интересира и сега конкретно за почеток ме интересира ова кајче. Дали те бенди свит? Па тоа сакав да кажам, вакво джентлменско кајче, искрено да не ми се налутат другите, немам видено, ми личи на ново и ми личи на вистина многу добро за стилот на емисијава. Размислував прво дали катамаран подобра идеја, ама нема споредба со еден ваков шмек, дрво, кожа од да речам БФ Круз, кој заедно со тие пријатели си рековме да направиме едно кајче да е за мерак, да е многу поинтересно негови стандардни клишеа, катамаран или класично кајче, да е нешто измеѓу, да е направено со природни материјали, истовремено би текна, па за ова емисија не постои побав пловен објект за да го снимиме овој разговор. Дефинитивно се сложувам со тоа. Сега сакам да те прашам околу твоето презиме кое што е навистина интересно, или прекар, или не знам уметничко име, Четкар. Од каде и зошто? Па Четкар е, да кажам, еден прекар кој уште од времето на дедо ми Васил, и цела фамилија на некој начин си го носи тој прекар, посебно машките членови на семејството, сите се Четкар, како останат, да кажам, од традицијата за прајање четки е татко ми, Дурчо, тој уште го негува тој занает, меѓутоа сите знаеме да го правиме, да плетиме четки. Така? Тоа е нешто што кога деца, кога ќе одевме во Шкамала, кога гледавме дедо ни Васил кај што плети четки и не интересираше, тоа е една така симпатична меморија од детството. Меѓутоа како прекар, кога те завикат на школа, ти прекарите ги добиваме или природно од друштвото, од основна школа, или покасно вештачки сакаме да си наметнеме некој прекар. Ја мојот беше, да кажам така, нормално природен, бидејќи децата ме викаа, прво се нервирав, заборавив како се викам, само Четка, и сега на крај. Уметнички прекар по кој што те познаваат во светот, можем да кажем комотно, за тука не ни говорам, за Македонија поготово за Охрид. Како што напоменав, човек си кој што неколку пати го има свртено светот и тоа е навистина многу добро. Ќе те замолам да пробаш да ми направиш кратка споредба. Каде е поубаво? Знаеш како? Колку сите ние сме деца на планетава. Планетава е наша. Границиве, политичкиве системи се измислени од луѓето. Така да ти секаде ќе си направиш да ти убаво, ќе најдеш некоја магија. Дали си во Европа, во Азија, во Централна Америка, Латинска Америка, сегде имаме прекрасни моменти, меѓутоа за мене најсилна гравитација, духовна, имам таму Господ душа кај што ми дал. Тоа е Охрид, Македонија. И тука се моите пријатели, моево семејство, моите роднини кај што тие секојдневни контакти, уживања, муабети, секојдневни разговори кои ги сваќаме здраво за готово, а всушност која прават најубавата и најличната содржина на секој живот, ми се тука дома, во Охрид. И затоа можам да кажам дека јас сум граѓанин на светот точно, меѓутоа вистинскиот дом ми е Охрид. Охрид е град на еснафот, дефинитивно, град на джентлмените, на вкусна храна, на староградска музика и така натаму. А ти си човек кој што некако си и во кулинарството навлезен. Значи човек кој што има нешто околу тоа, човек кој што растел покрај кујната, покрај скарите и така натаму. Сака ли Четкар да готви? Ужива ли во готвењето? Знаеш, Жаре, тоа е интересно прашање. Јас како фан на кулинарството сум бил обкружен стално, ево, прво од дома, бабата, мајка ми и така кувале, меѓутоа и по широкото семејство од страна на
стрикоми, брачедите така се во угостителскиот бизнис и стално тие ја не губят староградската музика во нивните кафани, вкусната кујна, така да сум пораснал обкружен, иако јас како артист, како музичар не сум толку готвил. Брат ми е феноменален кувар на неверојатно ниво. Стварно стално се дружиме и уживам да бидам да конзумирам Так. во големи количини. Меѓутоа и да понекогаш пат да сготвам го рачунам како одмор од стрес, како една медитација. Апропо разговорот претходен, како што спомна за староградската музика, за Охрид, за сите тие работи автентични што ги има Охрид, но сепак една, не можам да кажам контрадикторност, музиката е поврзана и универзална, ти работиш джез, но како е тоа, потекнуваш од град каде што се негува таква музика, има традиционални кафани староградска музика, ти работиш джез. Ти помогнала ли таа староградска музика во создавањето на джезот и имплементирањето на македонското во светската музика? Тоа е интересно прашање и мала филозофија, бидејќи ние како луѓе имаме традиција, имаме некакво потекло и корења кои мораме да ги негуваме, мораме да ги цениме, бидејќи тие се дел од нашиот идентитет. Меѓутоа исто така во ова време во кое живееме, мораме да имаме одговори на све што е светски, однадвор, дали било технологија, дали било уметност, дали било медицина и така натака. И сега интересно време е ова. Јас конкретно како джез музичар, меѓутоа джезот е широк поим. Така имаш многу подстилови, жанрови. Мојата појка е така една фузија на фанк, на соул, на джез, на поп. Меѓутоа си обожавам и традиционална староградска музика, нашата македонска фолклорна музика, а Охрид како еден момент со старите тајфи на Садило и пред него на Караѓуле, тоа се неверојатни музичари од крајот на 19 век, почеток на 20 век. Кај што можеме цела емисија за нив да направиме. Тоа се песни напишани за охридските фамилии, за старите фамилии од Охрид, за некои интересни виднувања, смешни, тажни, животот, секојдневието, опишано во тие песни, токму како да кажам спротивно на тоа што мислиме дека сите македонски песни се тажни. Не се тажни сите македонски песни. И се јас тука сакам да ги уживам како многу наивно, многу искрено. Не да се занимавам со тоа професионално. Меѓутоа, кога додам в кафана, најпоќе винцево ми оѓе таква музика. Так. Или Или хранава и прекрасен спој од таа традиција и секојдневниот живот. Како уметник кој работам низ цел свет со мојата авторска музика, пак и представувам еден интернационален жанр, како што го спомнав претходно, таа фузија на повеќе стилови. И исто е како што треба да имаме добри тенисери, добар фудбал, тоа не е типично нешто од Македонија потекнато, меѓутоа имаме одговор, треба да имаме одговор што појак и подобар во светот за да не запознаат сите категории на луѓе од светот и да на некој начин си го напишеме нашето име што повисоко во таа конкуренција. А дали мислиш дека сега во модерново време, конкретно модерен Охрид, постојат джентлмени? Има джентлмени? Знаеш како? Сигурно дека има. Јас се дружам со прекрасни луѓе кои каков ти епитет да ми ставиш, ке е убав. Дали тоа не мора да е джентлмени, на некој начин ќе го измислиме ние, ќе измислиме друг термин. Секојдневие е ова. Да, дефинитивно. Секојдневие е ова, значи мене ми е најбитно кога ќе сум со луѓе да внимавам на нив. Некој пат знаеш како ќе се деси ти пропуст, да кажам, меѓутоа не било тоа од себични причини, едноставно тој е дел од секојдневието да се стремиме на подобро. Не е ништо совршено. Сакам да сите заедно овој мал краток живот кој го живееме, значи не сме ни свесни, мислиме ќе живееме за секојаш. Јас и првиот албум го напишав We Will Never End, бидејќи чувствував што го имаш ти во тебе. Дали некој пат си помислил од дете до днес дека ќе имат крај? Ние не можеме да го замислиме крајот. А колку големи срца имаме, големи чувства, интензивни чувства, а слоевитоста е милениумска, ево во Охрид, од 4 век пред наша ера, 5 век пред наша ера до ден денешен. Се менвели империи, кралства, племиња, народи, значи влијанија. Сакам да кажам дека мораме да го живееме овој живот многу со страст и со многу љубов. И да си ги сакаме блиските, да си сакаме себе си,
и да живееме во хармонија. Колку Охрид како град, како ете милениумски слоеви што ги кажа тука што постојат, ти дава инспирација за да го правиш тоа што го правиш и за да ги размислуваш и живееш овие работи што ми ги кажа пред многу. Ако не сум бил музичар, би бил археолог. Порано мислев дека Индиана Джонс сакам да бидам ко дете малку. Да. Да сватив дека работава на археологов е 90% во библиотека, 10% на терен. Да. Мал се соткажав бидејќи имам поавантуристички дух. Се шалам, нормално музиката ми беше прва љубов. Меѓутоа тоа, што кажи тоа милениумски пластови од времето на пред времето на Вија Игнација, кога поминувате од да кажам од Драч, од Дурес на времето, преку Радожда, Охрид, Битола и така натака се до Константинопол, кој бил најголемата да кажам highway автопат Да. на тој антички период, допринело да овде помине многу култури, многу енергија да се смени. И ова не по случајно било место обележано да токму главните станици за стоп, за одмор, од тој пат били Охрид. Не е како пример во Америка или во некои места во Холандија, да речеме, ево виж, е скоро права има интензивни бои и оттаму Ван Гог ги добил тие идеи, тие прекрасни нивни холандски пред Ван Гог сликари, да ги прават тие неверојатни слики. Меѓутоа овде имаме друг момент. Имаме еден, што викаме, шелтерен момент. Да. Значи, самите внатре се изолираме во собствените души и се пронаоѓаме повторно. Значи, на секој еден креативен човек му треба тие две страни. Хоризонт, меѓутоа и некој скришно место кај што ќе се скриеме и кај што ќе ги скриеме нашите тајни, да кажам. Тоа е така една мала романтика кој Охрид ми го дал и ме благослови, да кажам, со сите тие чувства да ми се тука изрази и да ги доживувам. На пат за назад сега кон пристаништето, затоа што ќе одиме малку да смениме локација, да ги видиме и другите убавини на Охрид, би сакал да ми раскажеш за твојата коса, од каде силата на косата, сите тие филозофии што ги има и зошто токму оваа долга коса никогаш кратка. Па, знаеш како, така, некако едноставно си почна во гимназија, нема долга коса, има тотално кратка и на факултет првите години. И после некако, ко пред дипломските денови, ја пуштив и ми остана така како еден символ. Тука некаде ќе одмориме малку да уживаме во винцето и пред ние да го напуштиме ова прекрасно џентлменско кајче и конечно да се вратиме на копно каде што се чувствувам најбезбедно, ќе ве оставам да уживате со една прекрасна дама како и секогаш во Джентлмен магазин. The years are alive with the sound of music, with songs that I've sung for 1,000 years. The years are alive. И како што ви најавив, дами и господа, со една прекрасна дама на копно, конечно сигурен, со еден прекрасен душевен поздрав кој што ете Јана секогаш знае да го погоди и мене да ме погоди дефинитивно. Жена змај што би се рекло. Јана, како си ми? Одлично. Баш ми е мило затоа што од Охрид на Бродче со еден прекрасен музичар, со еден џезер, некако тука исто се враќаме и продолжуваме со џез музиката која што е еден од најдобрите периоди во светот, а и музиката како универзален јазик за поздрав и за конектирање фреквентно е нешто најубаво. Сложна сум. Да. Многу ми е мило што ете конечно успеавме да се видиме, да се договориме заради многуте ангажмани и презафатеноста нели на од двете страни. Па сакам да те прашам, како се чувствуваш моментално тука? Сега. Моментално тука сега се чувствувам... видиш како конкретно прашање. Пара брз одговор.
А мене првиот збор што ми дојде ми беше еволуирано, не знам зашто. Се чувствам еволуирано, освен што пројде пролета, летото сериозно чука на врата со температурите што почнуваат да не малтретираат веќе станува непријатно. А јас се чувствувам еволуирано. Па тоа е добро, видиш, затоа што може би се немаме видено долго време и оваа средба може да биде еволутивна за двајцата во секој поле, значи денот ќе биде во секој случај. Ќе бидам конкретен и ќе те прашам веднаш, што за тебе представува поимот джентлмен? Поимот джентлмен за мене представува машки субјект, возрасен машки субјект, значи маж, не дечко, не момче, кој што е во контакт со своите морални и етички норми, во контакт со Бога и сето тоа знае да го умешно да го искористи во секојдневното комуницирање со жените и со мажите. Дали мислиш дека во Македонија мажите ги поддржуваат жените во остварување на своите амбиции? Вака. Сметам дека се уште пак ќе ги поделиме работите на тоа каде што се случува. За жал во Македонија сметам дека се уште живееме во патриархално општество, не секаде, меѓутоа во главном. Сметам дека тоа е длабоко вкоренето во културата, во етносот на македонското живење. И дури сега некако чувствувам дека полека овие новиве женски генерации се побунтовни, поборбени и не се оптеретуваат со тие некои работи што сме се оптеретувале, со кои што не оптеретувале нашите мајки и баби кога сме биле ние мали, тоест млади. Например, око да ти извадат, име да не ти извадат. Што е тоа? Што е тоа побогу? Тоа треба да живееш за сите други, да не ти извадат име, а име секако ќе ти извадат, доволно е само да одскокнуваш. Фактички, значи правилото е немој да одскокнуваш за да не ти извадат име. Да. Подобро да ти извадат око. Значи тоа и мал милион такви работи. Главното прашање беше дали мажите ги поддржуваат жените во остварување на своите амбиции? Мислам дека полека учат да го прават тоа, иако жената е ставена се уште, знам, пошто знам јас колку се борам со тие работи денеска, во 21 век, колку е часот, еве седиме тука. Мажите не се научени од дома да помагаат, да учествуваат во домакинството. Пак ќе кажам, се враќаме назад, не е во културата. Жената, значи, треба да дојде да работи 8 часа, потоа треба да дојде да ги земе децата од градинка или од школа и да дојде дома и да се бави со нив. И сметам дека тоа не е рамноправно. Просто не е. Ако е целата работа на жената, ако не оди на работа, ако е само домакинка, повторно мислам дека премногу работи и дека и на неа и треба оддишка, и треба кафе да седне да се напие сама со себе. Сама со себе, не мора да има никој друг. Мажите кои што ги поддржуваат жените, ги создаваат нивните мајки. А веќе сме во фаза во која што има млади деца од 14, 15, 16 години, 18 години, кои што имале мајки, кои што ги научиле да помагаат во домакинството. Да, ете, затоа ги имаме ваквите гости да ги кажат овие работи во емисија, за да, ете, машката популација го чуе цело тоа. Факт е дека джентлменството потекнува прво од домашното воспитување. После е многу полесно. Меѓутоа, дури ако се растени потенцијални джентлмени без некои джентлменски лекции од дома, улицата е цел универзитет. Значи на улица ти кога ќе излезеш од дома, кога ќе влезеш во школа, кога ќе, значи многу
многу брзо се учи како да бидеш джентлмен. Улицата, ако не знаеш како, улицата сама ќе те научи. Да. Види, некако треба они само да ти отворат вратата малку, па другото си е се на тебе. Тоа е тоа. Што е тоа што Јана прво го забележува кај еден маж? Ќе се нешто насмевка очи, ти си таков човек. Не. Мразам да одговарам на вакви прашања, меѓутоа не знам како да го сублимирам за да можам да го изговорам, а да не звучи како што ќе го изговорам. Слободно. Енергијата, шармот, со колку багаж кога ќе се појави во просторијата, со колку багаж влегува во себе, што све носи, тоа се гледа, све се чувствува. Значи експлозијата на мажот со која што влегува во една соба, тоа прво го приметувам. Имено на тоа мислев, ти си таков човек. Нема да кажеш чевлите или саатот, не мислев на материјалното, баш имено за тоа. Познавајќи те добро, се надевам, сакам да те прашам едно прашање, а тоа е за љубовта. Како Јана ја разбира љубовта? Како феномен, како поим? Како полено натпрев. Да, како културен натпрев. Не се шалам. Како полено натпрев во домашни услови. Тоа би било повеќе за брак дефиниција. Во домаќинство меѓу двајца. Па добро, не види, не е погрешен одговор. Мислам, стојам на одговорот, затоа што љубовта е нешто што како да кажам, како дете кога ќе се роди. Оно се зачнала и се родила. Сега како ќе го развиваш ти понатаму, што ќе му дадеш, што ќе го научиш, колку ќе бидеш трпелив, колку ќе бидеш колку ќе знаеш да се однесуваш со тоа дете и како ќе се однесуваш во такво дете ќе расте. Исто така како со цвеќе. Љубовта е семката, што искрата, што се раѓа помеѓу двајца. За после тоа да може тоа да се развива и расте во врска, брак и се нешто нагоре. Меѓутоа, љубовта е првата искра. Мислам дека хемиски ли е, судбински ли е, како ли е, уште немам сватено точно како функционира, на трак сум. Да. Трагот е најден. Ти си една жена која што својот вистински джентлмен го најде не во границите на Македонија, во смисла не е битно каде го најде, него не е од Македонија. Сега, што сакав да кажам, дали кога патуваш кон Белград, кај родното место твојот сопруг, кога некоја си работела Белград, дали има можеби некоја паралела, можеш да направи джентлмени таму, джентлмени овде? Има ли некоја драстична разлика или нема врска? Генерално зборувам. Па неа драстична разлика. Мислам зависи во кој ресторан или во која биртија ќе влезеш. Тука сме некаде. Балкан од горе доле функционира тука на едно ниво. Само што се некако врз Србија се е некако како хиперболизирано. Ако е некој фантастичен глумец, тогаш е фантастичен глумец со хипербола. Ако е некој кретен, тогаш е. Ако е така доживувам Србија откако сум мала, откако сме оделе со моите на лето одевме во Белград, ќе бидеме месец-два кај роднините. И секогаш ми било некако како Скопје, како дома, само и мислев дека кога бев мала мислев дека сите големи градови се такви, а не беа. Мислам дека Белград и Скопје имаат баш некоја посебна конекција, како да се брат и сестра. Воздухот слично мирис. Кога креираш, кога пишуваш, кога пееш, Аха. кога глумиш на сцена. Точно. Да. Од каде ја црпиш таа инспирација? Од себе, тоест од горе. Верувам дека сите уметници се врзани со некој чуден канал. Пошто јас вака седнувам и си викам, ајде да видиме кој е овој лик. Си прашувам прашања и си ги одговарам. Тоест некој ми ги одговара. Да. Мојата глава ги одговара или Бог ми ги одговара или немам поим со кога веќе комуницирам, меѓутоа тоа е некој диалог во овој радиус од колку има?
Да. Не знам, Така. пола метар. Да. Нема пола метар. Нема. Пола метар. И со песните исто. Се едногаш го прашуваш клавирот што ќе ти даде денеска. И просто таа е некоја игра врзана со креација и себе си. Да. Од внатре Од кон внатре, надвор, од внатре кон надвор, а всушност чувствуваш дека ти доаѓа од надвор кон внатре. И тоа е некој чуден пинг-понг со... Кога ќе се поврзеш со изворот, тој Со Тесла го изворот. говореше, тоа мислам, има нешто такво. Мене ме прашуваат често, јас не знам да одговорам, сега јас ќе те прашам тоа. Ајде да видиме. Дали ти е хубаво кога пееш или кога глумиш? Мюзикл. Хаха, браво! Тоа е тоа. Кога ќе се спојат сите уметности на вистина, сцената е сцена и тука сме. Пред некое време ја доби најдобрата улога што може да се добие, тоа е улогата на мајка. Колку е тоа поврзано со сите овие работи што ги зборевме, со духовното, со поврзување кон горе, викаат дека стануваш друг човек. Како е тоа? Ако е љубовта, семка почеток на нешто нели меѓу двајца, ова е Не знам дали можам да зборувам со тебе на оваа тема, сепак си машка. Не знам колку машките ги чувствуваат работите така како што ги чувствуваат жените. Во моментот кога се роди Ненад, мојот живот како да испари. Како да знаеш како се бориме сега се модерни тие спиритуални трендови. Егото да го тргнеш на страна, егото за да можеш да имаш духовен развој, за да можеш тоа и одеднаш твоето его, твоето ти престанувате да постоите и почнувате на еден друг начин да постоите во функција на тие две очи што плачат кога им треба нешто. Па ти се бориш, леле што му треба, па дали е среќен, дали ме сака, дали ќе му пружам доволно. Да се биде мајка е улога што секоја мајка ја чувствува на различен начин, ама верувам дека секого го удира како земјотрес. Прекрасен. Се надевам дека земјотрес. Ненад ќе биде одличен джентлмен затоа што има такви родители, а го носи името на еден од најголемите актери што оваа земја и овие простори ги познава. Така да за тоа немам никаква сумња. Джентлмен ќе биде несомнено. Дефинитивно. Тука некаде пред крај сакам да те прашам што би им препорачала на македонските мажи во однос кон нивните жени? Што да променат и што треба да се случи за да станат подобри? Знаеш како? Македонските мажи имаат тенденција да се срамат да научат нешто ново. Тоест, таа комфорт зона во која што се научени да живеат им одговара и длабоко во себе чувствуваат, знаат дека не се во право туку, дека жената не може се сама. Знаат дека мора да помогнат во домаќинството. Тие што се поинтелигентни, побрзи, поемпатични, се фаќаат за тоа и почнуваат да учат. Многу лесно се учи со прашањето дали ти треба помош. Што да ти помогнам? Сега тука доаѓаат жените, па чекај ти не знаеш како е да... Тука и жените треба да научат како да примат помош. Значи кога ќе му дадеш задача да тропам без врска и да испржи јајца, нема да му се качиш на глава за тоа како се испржени јајцата првиот пат. Вториот пат ќе го пофалиш, браво, супер, одлично. Вториот, третиот пат веќе се фаќа ритам. Да им порачам на мажите да бидат емпатични кон своите жени. Знам дека правилата се сега така, како што се, меѓутоа светот еволуира, оди напред. Да не остануваме кромањоци. Одлично кажано, Јана. Се надевам дека ова ќе го слушнат и не само што ќе го слушнат, ќе го разберат тие што треба да го разберат. Ти благодарам што ми ја разубави емисијата, што ме врати малку од тоа размрдано кајче тука на копно, да се чувствувам сигурно, што си поправивме вакви муабети и се гледаме во наредна прилика повторно. Ти посакувам најголем успех во свет. И јас те исто.
И ќе наздравиме уште еднаш за официјален старт на вториот дел од нашиот муавет. После една прекрасна дама се враќаме ние во овие прекрасни предели. Со најголем кејф. Со најголем кејф, дефинитивно на здравје. Како што ти кажа, пред да го напуштиме кајчето, ќе ти кажам и сега, мило ми е што конечно сме на копно, можам и да се држам на нето. Што си е сигурно, знаеш, вие оклуѓани сте се така, јас малце од Прилеп, малце од Скопје, добро е што не се качив на дрво, шала на страна. Најсигурно е за Шишево да се фатиш и Ето така, да. Местово е прекрасно, знам зошто ме донесе тука, но ќе се навратиме подоцна околу тоа. Сакам да те прашам, секогаш кога ќе ми текне на Америка, USA, Нью Йорк, една гужва, брз живот, 300.000 на сат, значи не 300, него 300.000 на сат, твориш, работиш многу. Што е она што те тера да го држиш мирот таму? Знам дека те држи и помислата да се вратиш назад. Мисли ова ќе ми го одговориш, но сакам да те прашам околу џентлмените во Нью Йорк. Дали Нью Йорк има џентлмени? Постојат ли џентлмени? Може ли да ги сретнеш на улица? Па, сега имаш убави луѓе, еснафи, правев моја преска, дали се тие џентлмени, дали се тие дали се доживуваат воопшто така и не е и битно. Битно е дека добри, култивирани луѓе имаш напретек. Во Нью Йорк и во сите големи метрополи. Имаш и во помали места, нема правила, меѓутоа Нью Йорк како град, да кажем, еден од центрите за воопшто културата во светот, не само во Америка, е многу динамичен и многу компетитивен град. И во таа гужва, ако не си, да кажам, ако не ти дарил Господ појќе работи, не само талент, него ти даде воопшто токму тоа социјална интелигенција, познавање од појќе сфери животни, не можеш да функционираш. Посебно како уметник. А генерално сите оние кои не мора да си уметник, без да работаш тотално друга професија, меѓутоа културата мораш да ја примаш, бидејќи само така тоа е духовна храна, нели? Имаме, за да сме здрави мораме се храниме со здрави работи, меѓутоа за да сме духовно здрави мораме да конзумираме култура. Дефинитивно. Што во Нью Йорк ја има, нели? Ја имаш напретек од сите сфери, не само джез, не само модерна музика, него и класика, иако класиката е нормално европски производ, сепак и таму е и музеите се преубави, имаш појќе музеи, така да јас генерално таму не барам мир, нормално. Во Нью Йорк барам динамика, енергија и на секој му треба два контрасти во животов. Да. Негде да се смириш, да се повторно спознај самиот, а негде да влезеш во тој топ, да кажам, и да вистина да делуваш и да видиш, да си ги измериш границите сопствени, да видиш колку вредиш. Кога ќе се спомне Нью Йорк, кога ќе се спомне джезот, се навраќаме на едни 20 години, едно лудо време кога беше времето на прохибицијата, нели, кога џентлмените беа во својот полн сјај со одела, со шешири, знаеш, па некој носеа пиштоли, не носеа. И тогаш, не случајно после блузот, тука некаде се појавува и джезот, според моите некои информации што ги имам. Има ли се уште такви некои клубови кои што го држат тој ретро стил во Нью Йорк, каде што луѓето можат да излезат така, да се облечат така, да се осетат така? Па знаеш како, постои многу места во Нью Йорк кај што се негува таа музика, од Диксиленд до преку тој свинг, бибоп ера, меѓутоа градот не е само тука како временска машина, па ти да одиш да го доживиш тој период. Да. Тоа си еволуирало во текот на времето и тоа можеш да го видиш во архитектурата најдобро. Тој арт деко стил и воопшто тие улички кај што се случвале разни работи, убави, неубави, лоши, добри, кај што се родиле првите джез клубови, Чарли Паркер, Сони Стит, сите тие гениалци кои го формирале джезот. Меѓутоа, јас во Нью Йорк бев во потрага по други места, не само по джез. Јас бев импресиониран колку градот джезот не се родил во Нью Йорк. Се родил во други повеќе места. Потекнувајќи од джезот, од блузот и така натака. Меѓутоа во Нью Йорк ја добил својата машна. Експанзија, да. Својот врв го достигнал. Меѓутоа Нью Йорк многу други работи допринесол. И диско музиката, и тие клубови нокни кои сега ги знаеме цел свет, од буквално Ибица до Римини, до насекаде. Тој принцип на дискотека, нели, џентлменот сака и убави барови, и ресторани, и кафани, меѓутоа и джез клубови. Дефинитивно. И дискотеки, да кажам. Така да многу има
што да се види и многу луѓе и многу свет да откриеш. И самиот ке си решиш во кој кругови ќе се дружиш, во кој кругови ќе те најубаво. Си свирал во многу места во светот, напоменав и претходно, тука нешто ми остана како што прочитав и имав можност да дознаам во Јужна Кореја. Јужна Кореја, да, цела Југоисточна Азија, Малезија, Камбоџа, Индонезија, Тајланд, Хонг Конг, Кина. Што би прашале кај нас, што не отиде во Северна Кореја? Северна Кореја. На граница. Да? На граница до Северна, бидејќи имаше еден фестивал во Јужна Кореја, баш е на ивица до Северна и е, мислам, намерно направено од политички причини за од Северна Кореја да гледат како се забавуваат луѓето во Јужна Кореја. Меѓутоа стално имаш тензија да не од Северна случајно некој огномет се деси и се прослави работава. А како е во Кореја? Постојат ли џентлмени, ги видели така дотерани убави да внимаваат на себе, да пазат? Во Кореја сите се педантни луѓе, сите се културни. Генерално тоа е азијска работа, немаш тука промашај. Меѓутоа исто така во Кореја се најголемите workaholics, зависници од работа, од ангажман во светот. Дури имаш и специјална полиција што тие луѓе што си работеле фирма, дали во Samsung или не знам во која LG, така натака, навечер од стресот малце поќе ќе се напие, винце или таму винцето е привилегија бидејќи не произведуваат вино во тој дел од светот. И полицијата ги собират од каде што се заспале, на која маса, некој на маса, некој во тоалет и така натака и ги носат до станот за утрената да си почне повторна работа. Таа работа ние ја немаме тука, потоа знаеме дека не сме најголеми пијачи во светот. Да, дефинитивно е така. Значи брзината, светот и тоа што го правиш, јас само ќе ти симнам капа и ќе ти кажам продолжи да го правиш тоа затоа што еден од најголемите амбасадори на еден народ е музиката, а на нашиот народ ти си еден од тие амбасадори и навистина ми е драго што имам чест да го правам ова. Сега сакам да се навратиме малку тука на ова место, значи на контрастот од брзината и динамиката. На мирот. Што е ова место и што ова место представува за тебе и како ти тука го пронаѓаш својот мир? Така, генерално Охрид е мал град. Меѓутоа град препон со историја, слоевитост, како што разговаравме. Толку многу империи, толку многу работи се случиле на во едно мало парче земја и не за жабе Охрид и природата се дијалектички поврзани. Значи што и да видиме историски со природата некако е, како што кажа, поврзано и неразделливо. Јас, како што бевме преска низ езеро, по Старов град и така натака, се прошетавме, уба си поминавме, меѓутоа, ако сакам апсолутен мир да го живеам, одам негде настрана. И последниве неколку години си доаѓам тука. Тоа е како назвор од Охрид, 10 на километри, во село Пенса, една мала бутик винарија, монастери, и си живам, се дружам со мои драги луѓе тука. Имаме прекрасна црква и духовно да се инспирирам и дефинитивно за некој човек да е комплетен му треба тие два екстреми. Од најголемата гужва во светските метрополи, да кажам, до најголемиот мир духовен тука, во Охрид или конкретно во Опенца, во Минаријава. И си сакам убав муабет, некој пат тишина, не сакам музика само, писиве да си ги слушам сами. Џубуров на Рекичево и добиваш многу повеќе него ли што може да замислиш. Само треба да имаш рецепторите да го осетиш. Да. Ова се случува една совршена симфонија, нели? Точно. Дали може да се очекува некој концертче тука нешто да направиме, да се подружиме? Па види го место, знаеш како затоа и ми дојде. Толку време овдека си идам ко гостин само, што дефинитивно баш овој месец ќе направиме нешто специјално, да ги изненадиме. Знаеш како секој град треба да има скриен бисер. Токму ова место е скриен бисер. Ќе излезе малку од надвор и ќе направиме баш сега јули, 15-16 јули, Jazz Weekend. Јас секоја година правам, секоја година се организираме вино и джез. Меѓутоа ќе е вино и джез викенд, токму во винарија вовде во монастери и ќе направиме на 15-16 јули еден уникатен евент, кај што покрај овој мир, покрај ова генијална мастерпис на природава, на Господ Бог, ќе направиме нешто и од човечкава уметност. И ќе представам моја авторска музика заедно со ова вино и со овој духовен мир. Кои се за тебе вистинските вредности во животот? Тоа е голема филозофија. Најголеми вредности се да изнудиш насмевка на некој друг човек, искрено да изнудиш.
да уживаш во тоа, да сакаш да бегаш од лоша енергија, да стално допринесеш нешто, бидејќи толку е тежок периодов кој што живиме, нели се случи ковидов и војни насекаде и луѓето се да кажам измачени од тоа бомбардирање на вести, на стресни политики и така натака, што се заборави тој човечки однос, таа добрина што и сите имаме во нас. И за мене најголемата вредност е да ја пронајдеме таа добрина прво во себе си и во другите околу нас и да ја шириме. Ништо не те кошта да се насмеши. Ништо. Колку сметаш дека семејството е важно во градењето на добрите навики и во трасирање на патот кон джентълменството? Тоа е најважно. И на сите мои настапи, ке здравие Боже, некој може да си бил и ќе видиш, зборувам за тоа. И сум напишал песма за тоа. Песмата се вика Time Goes By. Времето помине без разлика. И тука ги кажувам тие сезони на животот, пролетта, есента, летото и зимата. И кажувам дека почнеме безгрижно. Знаеш, млади сме во дискотека, играме, не размислуваме за утре. Светла во дискотекава, дискобол, или ноќен клуб, или кафан. Меѓутоа, после некој време, сваќаме дека времево си помени. Знаеш, ојме за душница, ќе ме нагроба, ќе видиме починатите, баба, дедо, така, скрајаде. Мислам, али тоа е живот. Тоа е тоа, да. И сватиме дека тоа место е загарантирано. Дефинитивно. И не е поентата да носиме цвеќиња на гроб и муабет, дури сме живи да се почитуваме. Имаме исцрпни теми и неисцрпни теми, можеме да зборуваме многу и тука некаде јас би требало да ја одјавам емисијата. Не би знаел како да ја одјавам, навистина после овие прекрасни муабети. Сакам да те замолам, се надевам дека ќе можам да ти парирам со една охридска песна, да ја викнеме овде што се вика народски. И јас ќе пробам да те придружувам и така некако ќе отидеме во фейдаут. Дали може? Охридска песна можеме да направиме. Јас кога беше пандемијата во Њу Јорк, Добро? само возев точак и си пеев охридски песни. Една од нив беше Бог да бие Русе. Ајде. Можеме таа да направиме? Ајде, повели. На кратко барем. На кратко. 3, 4. Бог да бие Русе, твојата мајка Русе, Ангелина. Твојата мајка Русе, Ангелина. На здравие! Сме здрави и Баш ми е живи. драго, фала ти што беше гостин и што ми ја разубава емисијата. И фала ви што дојдовте во овој прекрасен град, наш, македонски од сите, и да го уживаме, дури сме здрави и живи за секој. Се гледаме на 15-16. Амин. 15-16 јули ве чекаме тука во Монастир Вајн. На здравие. I can't go about the day without having my morning coffee, checking my email, talking to my husband, having a workout, or reading a good book. Животот е игра и сите ние треба да играме со полни гради. Денес, во безвременскиот Охрид имавме прекрасна емисија со еден джентълмен кој што на вистина го живее животот со полни гради. Караванот на Джентълмен магазин продолжува и понатаму во потрага по джентълмените, а каде ќе стигне? Останете со македонската телевизија и Джентълмен магазин да го знаете. На здравие! Грешиш 2-3 пати, цело шише таму го испиеш.